Го следите најновото издание на Карпош Визија. Со возење велосипед, администрацијата од општина Карпош, предводена од градоначалникот Јакимовски, се вклучи во Европската недела за мобилност. Под мотото "Биди умен кога возиш и кога шеташ", општина Карпош се приклучи на Европската недела за мобилност. Со своите велосипеди, администрацијата, предводена од градоначалникот Јакимовски, направи маршрута низ улиците во Карпош, која започна од улицата Карпошово во Стание, Бледски договор, булеварот 8 септември, улицата Јуреј Гагарин, а заврши кај споменикот на Кузман Јосифовски Питу во населбата Козле. Денеска се договоривме да го почитуваме овој меѓународен ден и да дојдеме сите со велосипеди на работа. Ова ќе го повторуваме секој месец, за да можеме секој месец да доаѓаме со велосипед на работа и да дадеме свој придонес за подигање на еколошката свест, да подигаме свеста за чувување на човековата околина, да придонесеме за намалување на емисијата на штетни гасови во атмосферата, со тоа што барем еден дел во месецот ќе дојдеме на работа без возило. Ги повикувам сите граѓани на општина Карпош да си дадат свој придонес со тоа што до максимум ќе се трудат да не ги користат возилата туку, да пешачат или да одат со велосипед и да се држиме на она максима позната еколошка, мисли глобално делува и локално. Европската недела за мобилност ќе продолжи да се одбележува секоја наредна година. Четиринаесетте урбани заедници и жителите од општина Карпош се вклучија во големата есенска екоакција за собирање електричен отпад. Заедно со невладината организација Нулта толеранција за отпад преземаме една акција за собирање на електронскиот и електричниот отпад од цела територија на општина Карпош. Ги повикуваме сите граѓани кои што имаат електронски отпад или електричен отпад, било да се работи за стари шпореди, стари фрижидери, телевизори и клима уреди и така натаму, значи се она што не им е потребно да се обратат до секретарите на урбаните заедници и потоа ние со возило ќе ги собереме сите такви делови кои што ќе ни ги пријават граѓаните со цел да имаме почиста животна средина. Второ, тој дел од овој отпад е и опасен отпад кој што представува опасност од палење на депониите, од експлозиви и така натаму, се со цел тие да се одложат, да се депонират и да се уништат на прописно место како што е предвидено согласно законот. На ваков начин во општина Карпош ќе имаме почиста средина, граѓаните исто така ќе бидат побезбедни, во контейнерите исто така ќе се фрла отпад, оној што треба да се фрла комунален отпад, граѓаните што го имаат дома претежно, значи органски отпад, но не електронски и електричен отпад. И мислам дека оваа акција е навистина од корис за сите граѓани на општина Карпош. Значи, Нула отпад, лиценцирана компанија од Министерството за животна средина и овој пат поблиску до граѓаните, сега во општина Карпош, каде што имаме организирано заедно со општината на 28, 29 и 30 собирање од граѓаните, како што рековме, опасен отпад, односно електронски отпад. Ке планираме да ги организираме сите во нивните урбани заедници, значи најблиску до нив ќе бидеме до урбаните заедници, сите оние кои што имаат помали апарати, да ги донесат во урбаните заедници, а оние кои што имаат поголеми, би ни се обратиле на телефоните и тие би ги собрале од самите нивни домови. Нели, имаме толеранција во тој дел заради пренесување, ради тежината и од луѓето кои што се претежно од стари изнемоштени лица кои што не можат да ги донесат. Уште едно место за одмор, релаксација, дружба и забава. Нов плоштад започна да се гради во населбата Жданец, а се реконструираат и скалите кои оваа населба ја поврзуваат со Козле. По реконструкцијата на голем број улици и тротоари, населбата Жданец наскоро со нов плоштад и скали кои оваа населба ја поврзуваат со Козле.
Изградбата е веќе започната и за краток временски период. Истата ќе биде завршена. Жителите, како и секогаш, задоволни од овој потек на нивниот градоначалник. Тие ќе добијат уште едно место наменето за сите генерации, каде ќе можат да го минуваат слободното време, да се дружат и забавуваат. Ги реконструираме скалите кои што одат од улица Козле кон населбата Жданец. Покрај реконструкцијата на скалите правиме жардинјери бетонски, хортикултурно уредување, има клупи каде што ќе можат да одмарат граѓаните, во исто време ново осветлување поставуваме, како и еден мал овде плоштад каде што ќе можат граѓаните на Жданец да се собираат преку ден или пак навечер да се дружат. Ќе има интересна урбана опрема која што изработи нашиот креативен тим, кој што проект беше во конкуренција од 2400 проекти кои што се надпреварува и избран меѓу првите 100. Значи се работи за едно современо решение кое што наскоро граѓаните ќе можат овде да го видат. Покрај тие клупи интересни стилизирани во вид на штипка, покрај интересните канделабри што ќе видат и други содржини ќе има овде кои што ќе можат граѓаните да ги плодоживаат. Инаку овој плоштад чини некаде околу 5 милиона денари и реконструкцијата на скалите со жардинјерите, со хортикултурното уредување, како и хидранската мрежа, со осветлувањето така натаму, и тоа чини негде околу 3 милиона, значи целиот овој зафат негде чини околу 8 милиона денари што ќе биде ставено на користење на граѓаните на Жданец. Имајќи во предвид дека овде сите улици, сите рабници, сите тротоари и уличното осветлување се е реконструирано, практично ова горе-доле е последната работа која што ни ја барале граѓаните на Жданец и сите оние потреби кои што ги имале од локалната самоуправа, со ова практично ние ги завршуваме. Дали имате прашање? Има ли рок од прилика кога ќе биде пуштено во употреба? Јас очекувам дека до почетокот на овој месец дека овој плоштад и скалите ќе биде завршени, имајќи во предвид дека и двете фирми интензивно работат, како што гледате дека поплучувањето е со мермер и скалите се со мермер. Добивме ветување дека до нашиот голем празник 11 октомври дека ќе биде завршено и јас се надевам дека тоа ќе биде така. Новиот плоштад и скалите ќе добијат и целосно ново осветлување. Активностите за поставување на светилките се веќе започнати. За реализацијата на овој проект од буџетот на општина Карпошт издвоени ќе бидат 8 милиони денари. Градежните активности не престануваат. Се повеќе улици добиваат нов лик. Таков е и случајот со улицата Ристо Равановски. Се користи убавото време и градежната сезона за да се реконструираат улиците кои се влезени во програмата на општина Карпош за оваа година. Нов асфалт доби улицата Ристо Равановски од урбаната заедница Владо Тасевски. Денеска ја асфалтираме улицата Ристо Равановски во урбаната заедница Владо Тасевски. Ова е улица во должина од 250 метри. Во исто време се реконструираат и рабниците и тротоарите, се поставуваат интернет врските и сите други оптички кабли се спуштаат под земја, како и прекопи повеќе да нема од страна на Евана, значи се поставуваат црева и за потребите на Евана. Покрај оваа улица која асфалтираме, наскоро ќе се асфалтира и улицата Рампо Левката, каде што направивме и фекална канализација. Овој проект овде чини негде околу 1.300.000, кога ќе земеме во предвид дека покрај ова улица Ристо Равановски, Рампо Левката, Борка Талевски ја правиме, значи овој дел од општината Карпош во урбаната заедница Владо Тасевски, практично сите улици, сите рапници, сите тротоари ќе бидат реконструирани. Натаму ќе продолжиме за разрешување на проблемот за паркирањето на овој дел од граѓаните од општина Карпош, бидејќи проблемот им го прават оние граѓани кои што живеат и работат во центар, а ги паркираат возилата на територија на општина Карпош. Овој проект локалната самоуправа ја чини околу 1.300.000 денари. Голем број млади таленти со кои Карпош може да се гордее. Таков е случајот и со младата Ева Богоевска, која има само 16 години, а досега зад себе има многу надпревари, награди и успеси.
Општина Карпош има голем број млади таленти. Еден од нив е и младата 16 годишна Ева Богоевска. Иако имаш само 16 години, имаш многу успеси позади тебе, а еден од најновите и најактуелен моментално е Гран При на фестивал кој се одржал во Ерусалим во класична музика. Јас тука повеќе нема да зборувам, ќе те оставам да зборуваш ти што све се случуваше на фестивалот, дали очекуваше токму ти да го добиеш Гран Прито? Така па, значи од 11 до 14 септември бев представник на Македонија на интернационалниот фестивал за класична култура и уметност Ерусалим of Gold, кој беше одржан во Ерусалим во Израел. Имаше доста учесници, значи од секаде низ светот, од Украина, Русија, Израел и многу други. Инаку сум пресрекна што ето успеав уште еднаш да ја донесам победа на Македонија, но овој пат Гран При. Значи во 2012 бев победник на фестивалот Сан Ремо јуниор кој беше одржан во Италија, а пред 2 години, значи во 2014 го освоив лауреатот од прв степен на меѓународниот фестивал кој беше одржан во Санкт Петерсбург во Русија. Но секако за Гран При не очекував овој пат и ми е навистина многу мило и сум многу задоволна и стварно сум пресрекна. Од кога свириш на виолина? Па јас започнав да се занимавам со виолина од мојата 7 годишна возраст, но претходно свирав клавир. Мојата беше желба на мајка ми, јас сакав да свирам виолина. Присуствував на еден концерт и така уствари ја запознав виолината и си реков овој ќе биде инструментот за мене. Освен тука, претпоставам дека си имала настапи и на други места, други фестивали. Може малку и за тоа да позборуваме? Така, па вака, мојот првиот јавен поголем настап, да речам, беше на надпреварот Охридски бисери. Тоа е надпревар на вистина со висок критериум на бодирање, затоа што може да се добие само една прва, една втора, една трета награда, а понекогаш може и да не биде доделена некоја од наградите. И како добитник на првата награда на фестивалот Охридски бисери бев предложена да настапувам во Братислава, Словачка. Тоа е мој прв настап во странство. Мислам вака на поголема, како да кажам, дестинација, претходно имав и во Србија настапувано. Братислава, потоа еден од концертите во Братислава беше каде што Бетовен ја напишал Месечевата соната, тоа е навистина интересно вака да се спомне. Потоа имав 4 концерти во Малезија. Еден од концертите беше пред самиот султан на Малезија. Тоа беше во Куала Лумпур. Потоа Сан Ремо, каде што победив. Санкт Петерсбург во Русија. Имав неколку настапи во Виена, во Будимпешта и во Прага, како солист со мандолинскиот оркестар при МКЦ, под раководство на маестро Ванчо Јовчев. Имам настапувано и тука, секако со Македонската филхармонија, неколку пати, 5-6 пати. Така. Со оглед на сите твои успеси кои еве досега имавме можност да ги слушнеме и твојата желба нели кон и љубов кон виолината, претпоставувам дека продолжуваш и понатамо по истиот пат. Да, па еве сега на 16 години сум најмладиот студент на факултетот за музичка уметност тука во Скопје. Значи, на 2 пати во моето досегашно образование земав 2 години во една, завршните години од моето основно и од моето средно образование. Сега со моите студии тука ќе започнам во договор со мојот професор, нели ќе видиме, сакам за доусовршување, некаде за странство планираме. Инаку сакам да концертирам како солист низ светот, но секако тука, зашто дома си е дома. И сакам само да спомнам, да изразам една голема благодарност што целиот овој проект, и не конкретно за Ерусалим, за Израел, и претходно Министерството за култура на Република Македонија, нели општина Карпош, што ме поддржува и финансиски, нели исто така поддршката многу ми значи. Какво е чувството да ја представуваш државата, својата држава Македонија, нели својата општина Карпош на едни такви големи надпреварувања и на крајот токму ти да го освоиш Гран Прито? Па да, добро, тоа пред се една голема одговорност, нели, но јас сум многу смирена, значи кога се работи за вакви настапи, концерти, и не се оптеритувам околу, например, жирито, од кои членови ќе биде составено, како што, мислам, јас пред се гледам самата да сум се задоволна и многу сум самокритична,
но секако одговорноста, бидејќи не се представувам само себе си, ја представувам и државата. Ние ти посакуваме многу успех понатака, со оглед на сето ова што досега си го поминала, не се сомневаме дека ќе има. Како што кажав и на самиот почеток, општина Карпош има навистина голем број таленти, меѓу кои си и ти, и општината и државата можат нели да се гордеат со сите такви млади таленти како Ева Богоевска. Јас ти посакувам многу успеси понатаму и се надевам дека ќе се видиме и во некоја наредно интервју со некоја наредна голема награда, нели, или некој успех кој ќе го постигнеш. Да, дај Боже, ви благодарам и на вас на поканата. 14-та година поред, успешна организација на манифестацијата Ем умеам, ем можам. Дојде времето кога еве се организира по 14-ти пат оваа манифестација Ем умеам, ем можам. Голем број народ има тука пред платото на Сити Мол. Меѓутоа, како е замислена денес да протече оваа манифестација? Со што стартуваш и како ќе финишира? Денешниот ден стартува со немалите како и секоја година. Започнува со детските градинки од општина Карпош, сите 4, продолжува со точките од 10 основни училишта исто од општина Карпош, а потоа преку едно мала забава, потоа се продолжува кон концертот на македонската група Нокаут и секако завршува оваа манифестација со познатата хрватска пејачка Данила Мартиновиќ. Евидентно е дека има многу заинтересирани учесници на оваа манифестација. Од каде се доаѓаат и со што се представуваат? Оваа година е 14-та поред манифестацијата Ем умеам, ем можам. И има и најголем број на учесници, тоест предпријатија имаме вкупно 25 и 15 за нечие. Имаше и фирми кои што не успеа да добијат штанд, но тоа е поради ограничениот број на штандови кои што општината ги нуди. Најголем број се на предпријатија од млечната индустрија, потоа имаме голем број на медари, предпријатија од месната индустрија, да не ги набројувам поединечно, и секако за нечи со изработка на свои лични ракотврби од црма, од хекла, потоа други плетени производи, накит и слично. Со оглед на тоа дека имате можност да бидете околу штандовите и пред Сити Мол, каков е интересот на граѓаните, на посетителите? Зборуваат ли дека оваа манифестација е интересна и какви се вашите предвидувања за догодина? Убедливо оваа манифестација од стартот е најпосетена. Се надевам дека така и ќе остане со оглед на имињата кои што ги донесовме годинава, така што верувам дека еве и вие на вашите камери ќе забележите дека годинава има голем број на посетители, на почетокот од најмладата генерација, понатака ќе ги застапиме и оние помлади и повозрасни луѓе. Бидејќи до година ќе биде 15-то издание на оваа манифестација, планирате ли можеби да ја промените локацијата на нешто поголем површина да се направи ова, со оглед на тоа дека навистина има голем број заинтересирани присутни? Со оглед со тоа дека ние се поклопуваме со роденденот на Сити Мол и заедно ја правиме оваа манифестација, веројатно локацијата ќе остане тука. Но начинот и идејата како ќе тече понатака, веруваме дека ќе биде 15-та јубилејна, дека ќе направиме нешто ново, ќе внесеме некој новитет, а што ќе биде, нека остане изненадување следната година. Со 26 точки на дневниот ред, одржана 55-та седница на Советот на општина Карпош. Одржана 55-та седница на Советот на општина Карпош. На дневниот ред се најдоа 26 точки, меѓу кои и советнички прашања, од кои најголем дел се однесуваа на инфраструктурните зафати кои се одвиваат во локалната самоуправа. Градоначалникот Јакимовски, како и секогаш, со одговор на секое прашање, објаснувајќи ги сите проекти кои се реализираат и кои се веќе завршени. Инаку морам да ви кажам дека во континуитет најмногу проекти има град Скопје. Втора општина со најмногу проекти е општина Битола и секогаш е на трето место општина Карпош. Оваа година општина Карпош е втора, веројатно ќе опомине и град Скопје, а на трето место се наоѓа општина Битола. Покрај советничките прашања на последната седница, усвоени беа заклучоците за годишните извештаи од работењето на 4 граденки кои се наоѓаат на територија на Карпош. Одобрени беа и дополнителни средства за реконструкција на фасади, а зелено светло беше дадено и за стипендии кои општината ги дава за талентираните ученици и спортисти од училиштата во Карпош.
Стартуваше втората поред Бизнис Баскет Лига. Уште една спортска манифестација организирана од општина Карпош и спортско-рекреативниот центар Форца, значи втора баскет бизнис лига. Каков е интересот, колку екипи учествуваат и кои се вашите очекувања? Како што кажавте, втора година поред, општината Карпош заедно со спортскиот центар Форца организира Бизнис Баскет Лига. Има 10 екипи, што значи од година во година интересот се зголемува. Ова е аматерска лига со натпреварувачки карактер, ќе се прогласат прво, второ и трето место на крајот. Ќе има и награди, како и минатата година за тие што ќе освојат прво, второ и трето место, патување во нашите соседни држави. И првото место е во Грција, второ место во Бугарија, а третото место целогодишно користење на бесплатни термини во спортскиот центар Форца. Сакам да напоменам дека општината Карпош уште еднаш покажува дека една од најспортските општини, може и на Балканот. Во Македонија сигурно е најспортска општина, бидејќи организираме многу спортски настани, многу надпревари, како во училишните лиги, така и на професионален план. Гледаме дека веќе учествуваме и во АБА лигата, па еве и во аматерските лиги, каде што дозволуваме на сите фирми, сите аматери да се вклучат, да се надпреваруваат и на тој начин да ги држиме луѓето што поблиску и повеќе во спортот. И самите рековте дека општина Карпош е една од најспортските, дава безрезервна подршка на спортот. Сметате ли дека овие бизнис лиги ќе бидат уште поинтересни до година и каков е интересот генерално на оние кои сакаат да бидат дел од оваа бизнис лига? Па оваа лига сега ја организираме и мислам дека во иднина ќе има се поголем и поголем интерес, бидејќи нормално е. Не се само наградите во прашање, дружењето, тимбилдингот, значи дружењето на луѓето од компаниите, од администрацијата кои што се пријавуваат, постојано играат на надпревари, се собираат, па на крај на краиштата ќе имаат и сатисфакција во наградите кои што ќе ги добијат во оваа бизнис лига. Мислам дека од година во година ќе биде се подобра и поразвиена. Се надевам дека понатаму може ќе се вклучат и некои спонзори, некои други организатори, да ја зголемиме нивото, наградите да ги зголемиме, со една цел, нели, интересот да биде што е можно поголем. Се пријавуваат фирми од територија на градот Скопје и од администрацијата и од други делови, претежно од градот Скопје. Каква е соработката на општина Карпош со спортско-рекреативниот центар Форца, бидејќи заеднички го организирате овој настан? Одлична соработка имаме со спортскиот центар. Се надевам во иднина ќе има и други проекти кои што заедно ги организираме и сега во моментот имаме повеќе проекти заеднички. Општината Карпош имаме и спортскиот центар Борис Трајковски. Гледаме дека во сите делови, значи секаде во спортот, гледаме да се најдеме, да помогнеме и да бидеме добар организатор и добар домакин на сите што ќе доаѓаат тука во нашата општина. Доаѓате од спортско-рекреативниот центар Форца, заедно со општина Карпош го организирате овој спортски настан втора година поред. Каков е интересот, колку сте задоволни од соработката со општината и кои се вашите очекувања? Најпрво сакам да се заблагодарам за општината во која делуваме, спортскиот центар Форца. Веќе со години развиваме многу спортски проекти во кои општината секогаш застанува во поддршка на истите. Со тоа што еве после долгогодишна соработка одлучивме еден ваков бизнис баскет лига да ја организираме заедно и дојдовме до резултати, некои со 10-11 екипи кои од година во година постојано се зголемува бројот, расте нормално интересот. Паралелно, значи, работиме на едукација на сите луѓе кои што десуваат во општината и надвор од неа, да може да ја разбудиме свеста колку спортот како гранка е битен од секојдневното живење, а посебно кога се работи за луѓе кои што работат постојано. Ова е еден одличен тимбилдинг, тим рекреација, во која што сепак они како компанија делуваат на паркетот, но повторно заедно. Сметате ли дека овој пат има добри екипи и ќе имат успешна борба? Па од година во година, како што напоменав, екипите се зголемува бројот, тие стануваат нормално се поквалитетни, поуиграни се екипите, а нормално имаме и постојано нови екипи кои што го растат квалитетот на самиот настан. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Карпош Визија.